Мојата драга колешка Ирена Спировска-Линковски ја вклучуваме ова утро. Иренче, добро утро, и ке зборуваме за нешто на вистина мошне убаво пред се. Убаво велам затоа што се победува ракот. Убавината на жената која го победи ракот е насловот на модната ревија, но повеќе за ова. И за каква ревија ќе станува збор, ќе слушнеме, се разбира, од тебе и од соговорничката која е тука. Јас уште еднаш ќе кажам и за тебе и за неа добро утро. Поздрав, Слободанка, до тебе, како и до сите наши гледачи. Во овие рани утрински часови ве поздравувам од пријатниот амбиент на модниот салон Елена Лука во центарот на градот, каде сум во друштво на три прекрасни дами кои што ќе ни кажат нешто повеќе за предстојната хуманитарна модна ревија која што ќе се одржи на 22 декември од 18 часот во просториите на Младинскиот културен центар. Всушност станува збор за ексклузивна модна ревија на брендот Елена Лука во чест на храброста, духот и вистинската убавина на жените кои што го победиле ракот, а оваа модна ревија ја организира Сдруженијето посветено на пациенти од рак и нивните негуватели, Хема Онко, чија што председателка е Милица Кузмановска, лик добро познат на нашите гледачи, и токму затоа разговорот ќе го започнам со неа. Милица, еден прекрасен настан во организација на вашето здружение, кое што на вистина е многу активно цела оваа измината 2024 година на полето на поддршка на жените кои што се заболени и кои што успешно се носат со предизвикот да се победи ракот. Добро утро, благодарам на можноста да презентираме дел од активностите на нашето здружение. Ја користам оваа прилика да изразам огромна благодарност до нашите поддржувачи. Тоа се ателието, модното ателие Елена Лука и Словачката амбасада. Потоа имаме и други поддржувачи во однос на просторот кој ни го обезбеди Младинскиот културен центар, како што спомена и ти, винарија Тиквеш и Форца бар. За шминката се погрижи Козметика Аура, тоа се наши добри пријатели и ќе бидат дел од овој настан. Овој настан, всушност, како што кажа и ти, поентата на настанот е да се потенцира вистинската убавина на жената која во моментот некои од жените се борат со диагнозата рак, меѓутоа поголемиот дел од жените кои што ќе учествуваат на оваа модна ревија се жени кои што се избориле со ракот. Сакаме да ги поставиме на пиедестал, да го потенцираме нивното значење во семејството, во општеството, како столб на семејството, жена, мајка, сопруга, но и да ја истакнеме вистинската убавина, онаа убавина која произлегува од внатрешноста, од душата, од силата и храброста на жената да се избори со сите овие предизвици кои ги носи диагнозата со рак. Ова е финалниот настан за оваа година, ја заокружуваме со еден навистина прекрасен настан, модна ревија, која што ќе биде дел од сите активности годишни на нашето здружение, меѓутоа една од најубавите активности. На оваа модна ревија присутната публика ќе може да ужива во ексклузивните прекрасни креации на нашиот најпознат македонски моден бренд Елена Лука. Елена Лука како модна приказна на вистина многу често поддржува хуманитарни настани. Каков вид на фустани и на тоалета ќе видиме овој пат на ревијата во недела? Значи, во недела на настанот, посетителите ќе може да видат 20 ексклузивни фустани, елегантни фустани кои што се работени со љубов и секако инспирација е жената. Исто така, моделите, жените кои што ќе ги носат тие фустани се едни хероини, кои што исто така ги представуваат и фустаните. Тие се храбри и успешно ја завршиле оваа тешка битка, да речеме.
А сега ќе имаат можност да блеснат на сцената во убавите фустани на Елена Лука, а присутните ќе може да се уверат во нивната не само убавина, туку и сила која што ги краси жените, иако условно ги нарекуваме по нижниот пол. Сопругата на словачкиот амбасадор, господјата Жанет, е исто така голем активист и хуманитарец. Жанет, и вас ве гледаме многу често на хуманитарните настани, секогаш несебично ја давате вашата поддршка, присуствувате и ги поддржувате настаните. Што значи за вас овој модерн ексклузивен настан што ќе се одржи во недела? Добро утро на сите. Сакам многу да се заблагодарам за ова прилика да исто најавим ову модну ревију коju организира Сдружењето Хема Онко и како голем поддржувач е модни салон Елена Лука. За мене то многу значи, пошто нисам само супруга на словачкиот амбасадор, него углавном сам жена која исто победила ова болест и ми е големо задоволство што можем и јас да учествувам и заедно да покажеме не само убавината која е и храброст коju има секоја жена од во светот, али исто така да покажемо љубовта према живот. Така, и воедно да им дадете поддршка, еден убав пример на сите останати кои што може би во моментов се соочуваат со овој предизвик. Милица, кога веќе зборуваме за ракот, кои се главните и најголемите предизвици со кои што Хема Онко како здружение се соочува во чекорењето на овој пат против ракот и за поддршка на пациентите и нивните негователи? Проблемите на пациентите со рак се огромни во однос на нашиот предизвикувачки здравствен систем кој знаеме за жал сите како функционира. Најголемиот проблем е недостатокот на лекови, односно на терапија и континуирана терапија. Ние се бориме, лобираме за терапии кои што се најсовремени, со кои што се лекуваат сите останати пациенти во современите земји во светот, европски развиени земји. Прашањето се поставува зошто и нашите пациенти да ја немаат таа терапија, бидејќи заслужуваат и според нашиот устав нели загарантирано е правото за лекување. Борбата е навистина тешка, предизвиците се големи, бидејќи не дека наоѓаме на отпор, наоѓаме на разбирање од институциите, меѓутоа можностите се тие и во глобала би требало да се направи еден рестарт, да кажеме, на сето она што се случува во здравството во однос и на капацитетите, на болниците, на реновирање. Потребна е нова современа апаратура, потребни се нови доктори, повеќе онколози на клиниката за онкологија, бидејќи недостатокот е од секој аспект, меѓутоа потребата за севкупна и сеопфатна грижа за пациентите со рак е она што е на првото место. Јас би сакала да споменам исто во контекст на настанот дека наше големо задоволство е што децата, учениците од средното училиште Димитар Влахов ќе бидат дел од овој настан и ќе учествуваат со шминка и со фризура, така да очекуваме прекрасна шминка и фризура за жените. Благодариме на поддршката, навистина се ангажира премногу, бидејќи ги спомнав сите оние кои што се поддржувачи на настанот. Коректно беше да ги споменам и средното училиште Димитар Влахов и да кажам дека подеднакво ќе бидат дел од овој настан, да ги поканиме сите оние кои што сакаат да дојдат да видат како тоа ќе изгледа, бидејќи ова навистина ќе биде една ексклузивна модна ревија, меѓутоа да го славиме животот, да ја славиме силата на жената, храброста и победата над оваа болест. И еве со оваа прекрасна порака за крај и покана уште еднаш да ве подсетиме во недела со почеток од 18 часот во просториите на Младинскиот културен центар ве очекуваме на ексклузивната модна ревија на брендот Елена Лука во организација на Сдруженијето за посветено на пациенти од рак и нивните негователи Хема Онко. Јас тука се одјавувам слободанка, доколку
евентуално имаш некое прашање за овие три прекрасни дами, слободно повели. Ако не, тука ќе се одјавиме и ќе ви посакаме на сите убав ден. Благодарам, Ирина, за разговорот. Јас само ќе упатам поздрав до сите дами, се разбира од мене и сите кои што се соочуваат со ова подмолна болест. Еве, Свети Никола денес нека чува и многу здравје посакувам и да се победи ракот, впрочем, како што е и самиот наслов на оваа модна ревија.